Добро вечер. Во јавноста подолг период владее воздржан оптимизам околу шансите Македонија и Грција по 2,5 деценијски спор околу разликите за името. Конечно да го затворат ова билатерално прашање. Едни велат дека време е Македонија конечно да покаже поголема храброст и одлучност и да го затвори овој деценијски спор. Други пак сметаат дека македонската страна премногу дава отстапки и дека конечно време е да стави свои црвени линии. Особено во делот околу барањата на Грција за уставни промени. Во вечерашното издание, мој соговорник, универзитетскиот професор Владо Поповски, еден од креаторите на македонскиот устав. Добро вечер, професоре. Највисокиот правен акт од осамостојувањето до денес има направено серија на интервенции. Вие во една прилика имате изјавено што повеќе интервенции во уставот, толку се повеќе се наближуваме кон целосно или можеби нов устав. Дали се созрева полека моментот за нов македонски устав? Прво мислам вака дека сите измени до сега, доколку се квантифицираат во однос на вкупниот број на решенија на Уставот на Република Македонија, тие не изнесуваат повеќе од 28%, може би до максимум 30%. Второ, дека тие амандмани со кои што е Уставот ревидиран во толкав процент и останатиот дел на Уставот се уште не представуваат правна рамка која што го кочи развојот на Република Македонија. Што значи дека идејата дека Република Македонија сукцесивно, чекор по чекор, се движи до една граница каде што може да го постави прашањето на нов устав, треба да го врзиме рационално со влезот на Република Македонија во Европската Унија, во моменти кога ќе треба од делот на суверенитетот на Република Македонија да се пренеси од суверенитетот на Република Македонија да се пренеси дел на суверенитетот на институциите на Европската Унија. Што значи дека тогаш станува збор за суштински измени. Ние во Република Македонија се доближуваме до таа потреба, но се уште не сме пред вратите на таа потреба, бидејќи Република Македонија не е пред вратите на Европската Унија. Се уште е во предворието и чека, например, почеток на преговори, отварање на различните подрачја, завршување на тие преговори, па дури после тоа. Се разбира дека до тогаш можеби ќе се наметнат и некои други корекции. Во таа смисла можно е, доколку Република Македонија го прифати грчкото барање, измените да се однесуваат ерга омнес онака како што грците тоа го сваќат. Не само во надворешниот правен и политички сообраќај, туку и во внатрешниот со задолжителна промена на уставот. Веројатно тука ќе се направи првиот конкретен чекор околу промените под претпоставка, повторно велам, ако тоа биде акцептирано, прифатено од владата на Република Македонија, ако биде подпишано во некоја варијанта прелиминарен договор или договор, доколку тоа биде исто така прифатено од собранието на Република Македонија со оглед на уставниот цензус за такви измени и слично, тогаш еден пакет на промени пред конечната потреба од ревизија комплетна на уставот, значи пред влезот во Европската Унија, ќе имаме со примерот на Грција. Очигледно е дека грчките барања се можеби прерадикални, особено барањето за уставни промени. Дали за македонската страна тоа представува преголем залак и како би поминало тоа прашање во домашната јавност? Прво мислам дека тоа барање на Република Грција е надвор од резолуциите, одлуките на Обединетите нации и на Советот за безбедност 817, резолуција број 817, каде што како предмет на преговори се е ставено само разликите околу името на државата, со препорака низ заеднички разговори да се надмине таа разлика во интерес на добрососедските односи и мирот во регионот. Меѓутоа, факт е дека Грција таа брана или таа
линија поставена со одлуката на Обединетите нации не ја почитува, ја има надминато не со мал чекор и со, така да се речи, внимателен, страмежлив, току со крупен чекор, укажувајќи дека Грција нема воопшто да постигне било каков договор со Република Македонија, доколку промената на името не се внесе и во Уставот и доколку не стане елементи на внатрешниот правен и политички систем. Професоре, за Грција ерга омнес е црвената линија. Тоа предпоставувам значи дека ќе бидат потребни, неопходни уставни промени во Македонија. Да, имено Грција под ерга омнес подразбира не само за севкупна надворешна употреба, што значи дека туку и за внатрешна потреба, што значи и за уставни промени, што значи на тој начин сите оние земји кои што не имаат признато под името Република Македонија, под уставниот име, на тој начин ќе бидат ставени во положба да ги сменат своите одлуки и да не признат по новото име, бидејќи е тоа ново уставно име. Може би исклучок ќе направи чисто од еден непопуслив став, принципиелно мотивиран Република Турција. Меѓутоа, се друго би се поместило поврзано со новото име, доколку тоа стане внатрешно уставно име на Република Македонија. Значи вака, во тој случај да бидам јасен дека Република Македонија преку своите институции и преку преговарачкиот тим мора да ги соопшти црвените линии на Република Македонија. Во таа смисла, например, веќе има во новините различни мислења. Ево една личност која што ужива углед во јавноста, вели дека неговите црвени линии се македонец, македонски јазик, а после тоа би се согласил со промена на името Република Македонија во заграда Скопје, евентуално и некое друго име, но тоа би били црвените линии. Тие црвени линии мора да се дополнат со оглед на дефиницијата, концептот и суштината на правно-политичкиот систем на Република Македонија и со други категории, како што е категоријата македонски народ, како мнозинска заедница, како мнозински народ во Република Македонија. И да се дополни со категоријата граѓани делови на албанскиот народ, на турскиот народ, на влашкиот народ, на ромскиот народ, на бошњачкиот народ и други кои што живеат, бидејќи Република Македонија е мултиетничка, не само во една идеолошка смисла на зборот, туку она е мултиетничка држава во својата правно-политичка рамка. Професоре, и во домашната и во грчката јавност се лицитира со можното компромисно име, најчесто се споменува Република Горна Македонија. Дали овој предлог би поминал особено во домашната јавност, доколку например за националност, во графата за националност, јазик и државјанство остане формулацијата македонски? Вака, прво, самото име може да помине, бидејќи промената на името е кое што е предмет и на резолуциите на Обединетите нации, што значи обврска за да се решат споровите, да се воспостави основа на мир, соработка, пријателство и така натаму. Во таа смисла, формулацијата поврзана со името Република Горна Македонија фаќа логика и место, бидејќи има и одредена, така да се каже, конекција со историските именувања на овој терен. Иначе, како што знаете, имаше многу предлози. Имаше Вардарска Македонија, не беше прифатено, имаше Северна Македонија, имаше приговори од страна на Бугарија, имаше Република Македонија Скопје на почетокот, ако се сеќавате, и тука Република Македонија не покажа доволна решителност и капацитет да истрае на таа формулација, која што беше најавено дека со тоа обврската на Македонија би се сметала за решена од сталните членови на Советот за безбедност. И од тој момент до сега се наталожи и различни настани кои што може да бидат злоупотребени како повод или друго, барем во реторичка смисла на зборот, се изострија политичките односи и така натаму. И ние дојдовме до едно
ниво кога сега имаме повторно шанса да се реши тоа. Како што би рекол еден колега од факултетот во колумна или во негов напис, некој центар надвор има создадено заклучок дека е неопходно да се реши и дека двете страни, Грција и Македонија, кои што поединачно не покажува интерес, ни едната ни другата да работат ефективно на тој план, се доведени во прашање од геостратешки или геополитички причини да мора да преговарат и да најдат излез. Мојот став во таа насока е дека е добро да се најде компромисно решение, да се излезе од ќорсокакот, од изолацијата што има Република Македонија, меѓутоа не може да се излезе доколку нема да најде на сила владата што би предложила внатре, доколку идентитетот биде комплетно згазен или ставен под прашање. Например, поимот македонец, македонски народ, македонски јазик во таа смисла, поготово што сите тие прашања се неспорни, а се надвор од предметот на договарање. Не е познато некоја влада на нечија држава да определува соседниот народ на која нација припаѓа, како се вика неговиот јазик и како ќе го именува национална смисла. Тука се генерации и генерации ги имат положени своите животи и коски во смисла на националниот идентитет. Во смисла дека се македонци, дека нивниот јазик е македонски и дека државјанството е македонско за сите граѓани. Тоа е граѓанското ниво на националите државјанство и во таа графа нема никаков проблем да биде македонски и таа ќе се однесува на македонци, на албанци, на турци, на роми, бошњаци и други кои што се граѓани на Република Македонија. Меѓутоа, внатре во нашиот систем покрај граѓанството и државјанството има појмовно категоријален систем сврзан со етнонационалните разлики кои што се историски формирани како основна вредност и идентитет на тие народи и на тие народности во Република Македонија. И никој од тоа нема да се откаже. Никој нема да дозволи, да речеме, ево, претпоставам, од македонецот да не пишува дека е македонец или албанецот да му напише дека е само македонски државјанин, а не се знае друго. Или друго никого не го интересира, но го интересира самиот албанец, турчинот и другиот, што значи дека ние сме по профил историски формирани, реално постоиме, поинаку да не се гиба во овој комплекс, можно е да не се гиба доколку промената на уставот не засечува длабоко во поимите и категориите кои што врзуваат колективни и индивидуални права, различни, непознати за грчкиот правен систем. Професор Поповски, ви благодарам за гостувањето во емисијата. И благодарам и јас. Почитувани гледачи, а сега ви предлагам да проследите дел од разговорот кој неодамна го направи со универзитетскиот професор по уставно право Светомир Шкарич во однос на опсегот на употреба на евентуалното ново компромисно решение кое би го договориле Скопје и Атина. Ако одредено прашање што е предмет на разговори помеѓу Грција и Македонија влезе во уставот, тогаш Уставен суд не може тоа да го укине. Не може. Бидејќи е уставна норма. Тука ја гледат од тие поголемото значење на уставот од билатералните договори. И тоа треба да се има во предвид. Друго е сега прашањето што од тој договор меѓу Грција и Македонија треба да влезе во уставот. И второ, дали треба да се менува уставот или да се дополнува уставот. Тоа се пак стручни прашања за кои што треба поширока дебата. По моја оценка, например, името што ќе се договори помеѓу Грција и Македонија може да биде за надворешна употреба, но не јерга омне за внатрешна. Добро, тоа е моје мислење. Политичарите и политиката ќе видиме како ќе се договорат. Откако тој договор ќе се постигне, и ако се постигне, откако ќе се види целиот пакет, тек тогаш може да се види
какви импликации тој договор би имал врз уставот и уставниот поредок. И тогаш би можело да се оценува што може да се менува во уставот, дали треба да се менува, на кој начин да се менува уставот, со промена на важечките одредби или со дополнување на нови одредби кои не би имплицирале никаква промена на постојниот текст. Таа географска одредница, ако е за надворешна употреба, ако таа одредница би се употребувала само во меѓународни организации, а внатре не, тогаш нема да има потреба да се интервенира во уставот, во врска со името. Ако пак грците инсистираат на ерга омнест, тоа договорено име со одредница, да биде ерга омнест, а тоа значи и во внатрешна употреба, тогаш од постојниот устав не би останало ништо, бидејќи клучниот темел на постојниот устав е Република Македонија. Бугарија за време на претседавањето со Европската Унија става особен акцент на проширувањето со земји од Западниот Балкан. Со универзитетските професори Ана Крастева од Универзитетот во Бугарија и Радован Вукадиновиќ од Универзитетот по политички науки во Загреб разговарам околу интеграцијата на земјите од регионот и отворените билатерални прашања. Деновиве имаше изјава на претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер кој порача дека итно е потребна европска перспектива на земјите од регионот за да не ни се повторни минатот, односно тие трагедии со кои претпоставам алудирајќи на можни нови политички и безбедносни кризи. Од каде сега таков интерес на Брисел во однос на што побрза интеграција на земјите од Западниот Балкан? За Европейската унија е много важно да има един не постконфликтен, а стабилизиран и динамично развиващ се Балкански регион. Има един втори елемент, който е елемента на бранда, на образа на Европейския съюз в момента, в който Великобритания напуска след Брексит. Самата Европейска уния има нужда от нови членове, които да покажат атрактивността и дългосрочния характер на европейския проект. На трето място, от гледна точка на самите Западни Балкани, това е перспективата в влизане в клуба на развитите държави, развити и в икономически, и в политически смисъл. България като член, една от най-новите членки на Европейската уния, изключително много се възползва инфраструктурата в цялата държава се подобри благодарение на тези присъединителни форуми. Във всеки голям град, във всеки малък град има обекти, публични обществени сгради, които са възстановени или са построени с тези фондове. Така че самите предприсъединителни фондове ще изиграят един изключително позитивен и катализиращ икономическото развитие и на Македония, и на останалите държави от Европейския съюз. Разбира се, на второ място, все пак трябва да кажа най-важното, Европейската уния е съюз на държави обединени около демократични принципи. И пътя на европейската интеграция е най-добрия начин
за преодоляване на конфликтите, които само преди 2 десетилетия разкъсваха Западните Балкани и път към мир, към стабилност и към демократичните ценности и на свободата, и на зачитане на човешките права. Професор Ке, според вашите проценки, какви са шансите до самитот на Европската унија Скопје и Атина да постигнат решение околу разликите за името? Два аспекта в отговор на вашия въпрос. От една страна, спора за името до сега спъваше Македония. От друга страна, Европейската комисия и европейските институции оценяват напредъка на Македония в реформите и искат да дадат шанс Македония скоро да започне преговорния процес и има много високи шансове на срещата на върха през юни месец Македония да получи покана за да започне преговорите за членство. Това би било и най-позитивен отговор на въпроса за името. Има съществена вероятност до тогава да има видими, значими резултати и в преговорите с Гърция. Трябва да кажем, че политическа воля има и от страна на двамата политически лидери, на Заев от македонска страна, на Ципрас от гръцка страна, но вие много добре знаете, общественото мнение в двете страни е по-сложно настроено. Едни подкрепят решаването на този въпрос, други са по-критични и това изисква изключителна политическа виртуозност и от Заев, и от Ципрас. Имајќи во предвид дека одлуките во Европската унија се носат со консензус, постојат ли шанси Македонија да добие датум за почеток на преговори, дури ако премиерите Заев и Ципрас не најдат заеднички јазик во однос на овој билатерален спор? От българския опит знам, че процеса на предприсъединяване е един изключително позитивен за страните кандидатки процес, защото това е мобилизация както на политическите елити, така на институциите, така на администрацията, така на гражданите. Когато имаш конкретна цел, когато горе-долу имаш някакъв календар, след колко години горе-долу ще се завърши този процес, това създава много позитивна и много консенсусна атмосфера в обществото. Трябва да постигнем тези цели, но за да ги постигнем, трябва да извървим много конкретни стъпки, да въведем множество реформи. Така че считам, че има много голяма вероятност края на юни Македония вече да бъде поканена да започне преговорите за членство. Проценките се дека сега е вистинскиот момент двајцата премиери, Заев и Ципрас, да постигнат договор околу разликите за името. Се поставува прашањето, доколку оваа шанса не се искористи сега, каква е перспективата на Македонија? Трябва да се работи за по-позитивната перспектива. Какъв е план Б, ме питате, ако планът А не сработи. Като план Б бих казала, ако не се постигне веднага и скоро споразумение за името, както очакваме и както би било добре, да не се затварят преговорите, а те да продължат. Защото затворят ли се без позитивен резултат, това задълго би затруднило влизането на Македония и в НАТО, и в Европейската уния. Така че нека да работим между двата сценария. Единият е във всеки случай темата да остане на масата на преговори, докато се намерят решения. Трябва да кажем, че голяма част от пътя вече е извървян, нали, за името, вероятно горна
Македонија многу стъпки по многу од темите има веќе консенсус, очаква се по најделикатните теми да се постигне разбирателство и консенсус. И втората перспектива, разбира се, продължава да бъде лидерите и Ципрас и Заев наистина да се утвърдят като стратегически лидери и да постигнат консенсус между двете държави. И благодарам за разговорът. И аз благодаря, беше много интересно. Професор Вукадинович, ако Западниот Балкан важеше до предоден период за буре барут, дали полека, но сигурно регионот се стабилизира и какви се шансите реално, конечно, со интеграцијата на Западниот Балкан да се заокружи процесот на интеграција на земјите од регионот во европското семејство? Mislim da ova sintagma Balkan kao bure baruta pripada prošlosti, da je razvoj na Balkanu odnosa među državama, jedno sazrijevanje uvjerenja da je mir apsolutno jedina alternativa, ovdje već čvrsto ukorijenjen. S druge strane treba dodati i to da je međunarodna zajednica već pred, ja bih rekao, 10-ak godina shvatila da će Zapadni Balkan biti dio Europe, Europe koja je ujedinjena, koja kreće novim putevima. Prema tome, i s te strane imamo dodatni stimulans da se može reći da je Zapadni Balkan na putu svoje stabilizacije. Drugo je pitanje kako će se to realizirati i kada. Svi su ovdje malo nestrpljivi i svi bi htjeli da postoji jedan točan rok, da li je to 20, 25 ili neki drugi, ali da se zna točno kada će pojedina zemlja ući u Europsku uniju, to još uvijek naravno nije riješeno i to stvara određene nelagode. Međutim, rekao bih nekako sa sigurnošću da je ono najgore iza nas i da zapravo dolaze bolji dani. Da li je možebi 2018 ova godina je ključna za integraciju, особено za zemljite kandidati za členstvo во Европската unija, odnosno za odpočnuvanje na pregovori s Europskата unija? Ovo je vrlo važna, ja bih rekao, pripremna godina za početak ozbiljnih pregovora i nekako dobiva se utisak da je u Europskoj uniji došlo do čvrstoga uvjerenja da Zapadni Balkan treba integrirati. Tome doprinose ne samo ovi problemi koji postoje unutra, strah od ovoga što ste vi spominjali, eventualne destabilizacije, ali tu je isto tako i ovaj vanjski faktor. Treba reći da je djelovanje Rusije nakon Ukrajine uzbudilo duhove na zapadu, u Sjedinjenim Američkim Državama, ali isto tako i u Europskoj uniji i ovo je sad jedna pozitivna konjunktura koju zemlje Zapadnog Balkana moraju iskoristiti. Naime, u jednoj želji da se smanje mogućnosti ruskoga utjecaja i ruskoga djelovanja ovdje, Europska unija će biti spremna čak požuriti malo sa time procesom približavanja, pa i na kraju uključivanja ovih zemalja u Europsku uniju. Profesor Vukadinović, da li interesot na Брисел за што поскора интеграција на земјите од регионот е пред се поради овие геостратешки игри меѓу Западот и Истокот, Соединетите Американски држави, интересот на Русија, што повеќе да се инволвира во регионот? Ovoga trenutka to je apsolutno, ja bih rekao, glavni faktor i taj izlazak iz sjene Zapadnog Balkana upravo je vezan sa tim procjenama da se Rusija približava, da Rusija postaje snažnija, da Rusija želi ovdje također jako djelovati. Prema tome, ovo je trenutak kada Zapadni Balkan to može i, ja bih rekao, mora iskoristiti, jer će se ovakva šansa teško ukazati. Mi smo do sada imali uvijek razgovore o tome da Zapadni Balkan treba postati dio Europske unije i da će se to jednoga dana dogoditi. Međutim, ovoga puta taj vanjski moment je jedan snažan stimulans i mislim da je u interesu svih zemalja Zapadnog Balkana da ga dobro iskoriste. Македонија е во исчекување да добие датум за почеток на преговори во текот на јули, но
пречка на тој пат е спорот со името. Нешто сличен проблем имаше и Хрватска со Словенија околу морското разграничување. Како гледате на билатералните проблеми меѓу земјите од регионот? Da, nerješena bilateralna pitanja uvijek mogu usporiti ulazak u Europsku uniju. Imali smo tih primjera i Hrvatska ih je također iskusila. Vi imate problem sa imenom i to je jedan spor koji već dugo traje, koji ne znam koliko brzo će se riješiti i da li će se riješiti na vrijeme da možete ući u NATO i nakon toga razmišljati u Europskoj uniji. Ali je ponovno činjenica da ova geostrategijska situacija i tu pomaže. Naime, da je neka druga situacija, vjerojatno bi se taj pritisak na Grčku vršio mnogo blaže i mnogo manje. Ovoga trenutka na Grčku se vrši pritisak i iz Washingtona i iz Brisla. Dakle, jedna organizirana akcija koja kaže dajte riješite taj problem sa Makedonijom da se može ići u normalnu integraciju. Pred mnogo godina ova Dora koja je bila ministrica vanjskih poslova Grecija. Dora Bakoyan? Da. Onda nešto smo pričali o tome, bili smo u Ateni. Ona kaže, vidite zgradu ovoga parlamenta. Dok je zgrade ovoga parlamenta, mi nećemo prihvatiti ime Makedonije. Prema tome, može se reći da ono što je nekome loše, drugome ispada dobro i da zapravo ova situacija sa tim ruskim dolaskom ili ako hoćete plašenjem od toga ruskoga dolaska je nešto što je vrlo konjunkturno za zemlje Zapadnog Balkana, pa tako isto i za Makedoniju. Може ли земјите членки на Европската Унија да извршат поголем притисок врз Грција, властите во Атина да се согласат Македонија да добие датум за почеток на преговори со Европската Унија, дури и ако разликите за името не бидат решени до средината на оваа година? Pa ja vjerujem da ako se izvrši koordinirani pritisak iz Washingtona i iz Brisla, ako se zaprijeti sa svim onim konkretnim instrumentima koje Europska unija ima, da se Grčku može jednostavno prisiliti da prihvati to rješenje, bez obzira na to koliko je to nepopularno u jednog velikog dijela stanovništva u Grčkoj, bez obzira na djelovanje pravoslavne crkve. Mislim da je ipak nekako u interesu Grčke, ako se počne govoriti o financijskim sredstvima koja se mogu uskratiti, ako se počne govoriti o tome da bi se Grčku moglo isključiti iz nekih fondova, da bi to bilo itekako teško i da bi onda moralo djelovati kao nešto što bi utjecalo na to da grčki stavovi postanu mnogo, mnogo mekši. Profesor Vukadinović, imаме ситуација во која Србија и Црна Гора се фаворизираат, условно кажам, бидејќи веќе и ги имаат започнато преговорите со Европската Унија. За разлика од овие две земји, Македонија и Албанија би требало по некоја логика да бидат следните. По НАТО самитот, кој не успеавме заедно со Хрватска и Албанија да влеземе токму поради отворениот спор со името, дали сега е клучната шанса и доколку сега не се искористи, Македонија ќе треба да чека подолг период? Pa bilo bi jako loše ako Makedonija ne bude sada primljena na ovome samitu. Naravno, to nije kraj svijeta, to postoji još uvijek sljedeća šansa i mi smo bili razočarani i mi smo očekivali par puta da ćemo biti primljeni u NATO, pa nismo bili. Dakle, činjenica je da treba nekako ostaviti vremena za taj proces, ali mi se čini da je ovoga trenutka Makedonija vrlo blizu i da bi zapravo taj ulazak u NATO pospješio i problem isto tako približavanja Europskoj uniji, da bi se onda moglo govoriti o tome da je Makedonija definitivno na putu, čvrstome putu euroatlantskih integracija. Profesor Vukadinović, vi благодарам за разговорот. Molim lijepo. Почитувани гледачи, дојдовме и до крајот и на ова издание на Фактор магазин. Ви благодарам на вниманието и довидување од мене. Се гледаме повторно за 7 дена.